Да, се враќаме во студиото, како што кажавме. Тука е господинот Златко Кузманов од Центарот за интегрирана безбедност, магистер по безбедност, доктор. Така да, господине Кузманов, кога зборуваме за ова што се случува после почетокот на претседателството на Доналд Трамп, на целосното менување на геополитичките токови, како што гледаме една радикална промена на начинот на кој функционира меѓународната заедница, буквално може да се каже дека не знаеме од каде да почнеме сега. Па ајде да почнеме од тоа што е најново, па полека секако ќе навлеземе во анализа на сите моменти. Најново е почетокот на преговорите во Ријад помеѓу Соединетите американски држави и Русија за крај на војната во Украина, или ќе видиме дали е само за тоа. Оно што американската администрација гледаме дека државниот секретар Рубио го потенцира, бидејќи веднаш тука имаше големи забелешки и од страна на Европската унија и на Украина за тоа зашто тие не се вклучени таму. Тој рече, добро, ова и не се уште вистински преговори, ова е подготвување на теренот за преговори. Се разбира дека шлагот на тортата треба да биде средбата Путин-Трамп. Како гледате вие на ова? Да почнеме со тоа. Па бред, во овие денови доста се пишува, се зборува и за самата Минхенска конференција безбедноста и така натаму, али јас би се почнал малку понапред. Сето ова и не без оглед што изгледа така шокантно и сите овие најави и политики нови на претседателот Трамп и неговиот тим, малку ако направиме одредена хронологија, сепак ќе видиме дека имаше и одредени најави пред самата конференција дека сето ова ќе оди ова насока, па кој го видел. Очигледно дека во Европа и тука Европската унија, нашите партнери и така натаму не сакаат тоа така експлицитно да го видат, дека работите така ќе бидат радикални и шокантни. Зошто го велам тоа? Бидејќи прво и самите ние ово го зборавме на годишната анализа во декември, дека во оваа насока ќе оди политиката на Трамп, она што го ветил на изборите визави одбраната во однос на одбраната на европската одбрана, каде што Европската унија и европски држави ќе мора да преземат главна улога, а американците тука да бидат само како помош. Тоа веројатно не се свати така експлицитно и остро и сигурно дека тоа така ќе оди во таа насока и мораше да дојде практично до ова некој отрезнување или шокантни најави од целиот тој тим на претседателот Трамп. Тука гледате, прво беа најавени како одеше хронологијата, беше најавено на можни воведување на царини кон Европската унија, па експлицитно беше кажано ќе преземете одбраната за вашата безбедност, ќе воведете и до 5% буџетите ќе ги зголемите за одбраната. Сето тоа беше јавно кажано и како да во Европа тоа нели беше со резерва. Сватено, ајде ќе преговараме, па дали е така или не е така. Следно, врз основа на тие најави, Европската унија се подготвуваше на некој начин недоволно. Нели на 3 февруари знаете дека имаше неформален самит на лидерите на Европската унија близу Брисел, каде што беше тема само идната европска безбедност. Они ја сватија пораката, али веројатно не ја сватија доволно, бидејќи на 3 февруари се собра во Брисел неформално лидерите на сите 27 држави и разговара што ќе правиме сега понатаму со европската безбедност ако навистина се оствари оваа политика на Трамп. И тогаш пак беше тоа со некои заклучоци, кој ги анализирал, читал заклучоците од тој состанок, добро, ќе се подготвиме, ни фали ова, ќе почнеме, ќе вложуваме и така. И еден документ се донесе тука и белата книга за европската одбрана. Гледам, тоа никој не го спомна, каде што се наведени капацитетите и можностите на Европската унија. И тоа застана на тоа. Веројатно Трамп и неговиот тим не беа задоволни се уште дека не гледа Европа дали се отрезнува од оно што го најавува да го свати озбилно. После тоа имавме практично се случи на самитот на министрите за одбрана на НАТО членките, нели на 13, а претходно како главно и последно она што беше тригер да кажам за ова сега шокантни најави и случувања беше разговорот меѓу Трамп и Путин на 12 февруари. После оние изјави нели на претседателот Трамп дека он ќе се договара со него, ќе се обидиме да случиме мир и зборали за други безбедношни прашања во светот. На 13 беше самитот на министрите на НАТО во Брисел, каде што тие таму се генералниот секретар, он ја сваќа веќе пораката и вели че мора да вложуваме повеќе да се да земеме главната улога за одбраната во безбедност во Европа.
после состанок на министрите на НАТО на 13 февруари, нели доаѓа практично и Михенската конференција. Значи има тука еден, никој не ги анализираше хронолошки еден редослед, што се овој шок што се случи на конференцијата во Минхен, практично имаше одредени најави подготвени американска страна, али како да европските лидери тоа така експлицитно и него сватија и да дека е стварно ова решавачки момент. И се случува Михенската конференција. Он како цело време да мислел дека тоа е еден вид на притисок на Трамп, на некој начин прават аналогии со првиот мандат негов, дека на некој начин е и блеф, но излегува дека после говорат, ми се чини посебно на J.D. Vance, дека веќе сите сваќаат дека не се работи за блеф, И дека сега доаѓаме доаѓаме до Михенската конференција каде што он, ви гледате, тука има координиран настап на тимот на Трамп. Тоа исто треба да се согледа. Нема тука различни мислења. Сите до еден од подпредседателот, државниот секретар, министрите, специјалните представници, сите беа како координирани, договорени во своите настапи и секој до еден доследно ја спроведува ја пропагира политиката на Трамп. И тука гледате дури имаше веројатно и некоја координација добра меѓу нив каде што прво настапи нели министер за одбрана ја посети Полска и во самит и отиде во Брисел во седиштето на НАТО каде што имаше многу поексплицитни и поостри најави нели негови обраќање, па подпредседателот на Соединетите американски на Михенската конференција кога ги шокира сите со оние негови критики и така натаму каде што се даде одредени критики на оној идеолошки нели план за каде оди Европа. И после тоа имавме одредени помалку смирувачки нели настапи од нивните советници, овој специјални пратеници, да ја малку амортизират работата, али веќе работата е тргната. И нормално со нели во однос на војната со Украина практично дека оние преземаат улогата заедно со Русија прво да се договорат, па после ќе ги вклучат и другите, и Украина и Европската унија, али првично сакаат да почнат сами. Значи тука Михенската после тоа на овие најавите и обраќањата на Михенската конференција, гледате сега па која е реакцијата од европските држави. Прво имаше шок, нели еден невиден шок, реакции, па негодување, па остри реакции така од дел од државите, не сите овие поголемите, Франција, Германија и така натаму. И кога се созема малку, нели, ајде тога чека да седнеме да се организираме, свика на брзина овој самит во Париз, нели, Франција како она секогаш се настојува да има некоја водечка улога и така натаму. И тоа е малку чудно ако анализираме, гледате сега, чекате, Полска е преседавач на Европската унија. Ако одеа по ред сите земји како требаше Полска да го организира бидејќи она преседача, а него Франција мора, нели, она сака така да има таа улога посебна и влијание и затоа и го свика Макрон тој состанок и плюс пак не ги повика сите држави каде што ја гледаме имаме денес веќе реакции негодување од другите членки на Европската унија зошто сега така се прави некој ексклузивен клуб да разговараат за еднината на Европа, ги собра само дел од државите, десетина, не беа собрани сите членки. И тука има веќе некои негативни реакции. Али они веќе дефинитивно веројатно се отрезнуваат, не одат веќе со критики на политиката на Трамп и на неговиот тим, него велат дајте што да правиме ова веќе стварно тоа е ситуацијата е таква, сигурно овие озбилно мислат со ова, дајте да се престроиме и што ќе правиме со европската бедност. Оно што се вели ѓаволот ја однел шегата. И гледате тука има едно интересно вред. Јасен е председателот Трамп кога вели, гледате, тука има еден стварно корпоративен настап по политиката, Америка на прво место, све мора да се плати, све има цена, па и за безбедноста. И он тоа и пред тоа беше тоа во политиките. Знаете, безбедноста беше предуслов за некои економски политички влијанија, да создадете услови, да терен. Али он сега па тоа експлицитно го наметнува и кажува кога така јавно го кажува без ракавици, без дипломатски речник, кога вели не, и безбедност да, али ќе си платите за таа безбедност. Добро, господине Кузманов, Европската унија се обидува да ја изгради таа колективна безбедност или со децении веќе се зборува за градење на европска армија, на заедничка европска армија, но од тоа нема ништо. Се направија некои сили за брза реакција, мали, кои функционираа, не функционираа. Никогаш тој план не заживеа. Со последниот буџет на Европската унија, на Европската комисија, веќе тоа се издигна на едно повисоко ниво, се направи таа една европска стратегија за безбедност, но повторно се чини дека сето тоа е многу споро, дека европските бирократи се уште тоа како да го ставаат во приоритет, но не работат доволно на тоа. Очигледно е дека американскиот претседател Трамп сака да ги освести во тој поглед, сака да ги забрза, директно им става до знаење дека вие треба да се грижите за вашата безбедност. Ако вие Русија закана, морате сами да се подготвите за таа
закана или како што тоа американскиот претседател на некој начин тоа го кажува, имаме океан измеѓу нас. Мислам, голема е разликата. Но сега се поставува прашањето. Дали, и тоа е поврзано и со нас, и со нашата безбедност, се разбира, дали Европската Унија е подготвена за такво нешто? Бидејќи ти имаат капацитет, не е тоа сомнено, но дали ќе може да се организираат, дали ќе може да се престројат, дали ќе може да го направат тоа што сега ги бара Америка од нив? На 24 декември го рековме, тоа го констатирав и го рековме и кажав дека Америка ќе настоја да случи мир со Русија затоа што гледа дека Европа не може да го прати тој развој на безбедност и одбранен план да и парира на Русија и ги треба време. И мислам дека тоа е точно. Значи, со овој прекин и со ова примирие, дај Боже да биде тоа и подолгорочно, да не биде краткорочно, Европа ќе мора да ја заекне својата одбрана и има капацитети. Како да нема капацитети, него прашање на тежишти и колку ќе ги обедините тие капацитети, бидејќи европските држави заедно издвојуваат преку 450 милиарди за одбранбени прашања и сега. Русија одвојуваше околу 250-30, али сега со војната има и податоци дека и практично можеби 400 милиарди издвојува и она, практично и колку што издвојува и Кина. Али овие напори на Европската Унија не се обединети, не се координирани, тоа е најголем проблем, дека капацитети имаат, ако се насочат на војно производство, на војни капацитети имаат и можности средства, али треба тоа да го координирате на европско ниво, што е многу тешко. Не е само да произведете оружје и муниција, него како тие заедно ќе функционират и да создадете услови на теренот тоа сето да функционира. И мислам дека Европа во наредните неколку години ќе мора да оди на тоа во таа насока, бидејќи гледа дека на вистина она што го рече претседателот Трамп дека Америка ќе биде тука, ќе биде како чадор нуклеарен поддршка, али вие ќе си ја преземете улогата за копнената безбедност, а посебно ова што се очекува за договорот со Украина, каде што вели вие ќе одите таму со ваши сили, таму ќе треба стотици илјади војници да одржувате тој мир и разграничување. Ние нема да одвоиме наши војници. Значи европските држави ќе мора тој терет да го поднесат. Значи ќе мора да одвојуваат, ќе мора да се опремуваат. Јас велам, ќе видиме што ќе биде исходот од договорот меѓу САД и Русија за мирот во Европа и војната во Украина. Дај Боже да биде тоа подолгорачен мир и договор за некое покрупно стратешко позиционирање со долгорочни позитивни последици, да не некој само мир ради мир, краток мир, а за неколку години, 5-6 години пак да дојде до некој конфликт. Се надевам дека ќе најдат и решение, да имат интерес и Соединените американски држави и Русија, па и европските држави да тоа да биде договор, сеопфатен договор за подолгорочен мир. Значи капацитет имат голема работа обврска да направат тоа, да го обединат, како ќе го искоординират и да функционира. Јас овде би рекол и една друга работа. Бидејќи ви најавуваат американските држави, може и да се повлечеме ние, вика, и од водечката улога тука. Гледате сега, тука тоа се осетливи работи. Овде имаме историски моменти во поинако поставување на безбедноста и на Европа, па и пошироко. Ако тоа се случи, да Соединените американски држави речат вред, еве за делот на Европа, ние се повлекуваме и од водечката улога во НАТО, одредете друга држава од Европската Унија, од Европа, која ќе не замени. Знаете што значи тоа? Тоа значи практично во тој случај НАТО како во ова поставеност да се повлече од лидерската позиција Соединените американски држави во Европа, да се не издаде нека друга европска држава, има најави на гостување дека тоа би можело да биде Британија, таа да презеде улогата водечка во НАТО во Европа, збориме, американците ќе бидат тука, ќе ве поддржуваме. Тоа значи почеток на реорганизација на овој НАТО како што постои, и еве ќе бидам слободен да кажам, тоа е практично зачеток можеби на создавање на некој нов одбранен Европски сојуз. Да, каде што Британија би имала водечката улога. Да, се зборува за тоа. Читавме дека Британија, Кир Стармер ќе оди во посета на Вашингтон да се сретне со Трамп, уште оваа недела можеби или следната, и дека ќе побара од американците барем да обезбедат воздушна поддршка за европскиот дел, да речеме, да останат во таа еден чадор. Нуклеарен се разбира, тој не се спомнува, туку и еден воздушно одбранен чадор. И противракетен, да. И така барем таа инсталација да остане. Воред, што можеме да очекуваме сега од овие преговори кои во Саудиска Арабија или кои почнуваат на некој начин помеѓу американската и руската делегација, како што кажавме, таму крајен епилог би требало да биде средбата Трамп-Путин. Трамп вели дека
Украина ќе биде вклучена во преговорите, тоа директно го кажа, рече да, ќе биде вклучена. За Европската унија малку се нејасни ставовите на американската администрација. Джеймс Рубио вели да, се разбира дека Европа ќе биде на масата. Кит Келог, кога го праша, рече не. Украина да, на Европа не. Малку е нејасна оваа целата ситуација. Моje мислење е дека сега, за да се дојде тој побрз договор, затоа одат, мислам, со оваа тактика и пристап Соединетите американски држави. Со помал круг на луѓе, односно сега прво директно со Русија, затоа мислам беа и оние најави да ја расположат. Практично и најави, практично сите што ги протолкува како да се благонаклоните кон Русија, нели, првите изјави, еве таа територија што сте освоиле, веројатно ќе ја контролирате, че Украина нема да ја примеме во НАТО, тоа беше практично она тактика да руската страна да ја привлечат и да седне на преговарачка маса, бидејќи тоа за неа едно од оние барања кои она ги сакаше да се исполнат. Сега ќе дојдат барањата и од друга страна, и Соединетите американски држави кон Русија. Јас сега сам имам дилема или прашање, сама дилема, дали они ќе направат преки на огнот и мир само во однос на Украина и во Европа, или ќе опфатат некој поширок пакет за европската безбедност и за еднината на Европа и на одредени нивни меѓусебни односи во геостратешкото позиционирање во светот. Тука ми е дилемата, бидејќи верувам ако сами преговарат, веројатно и тоа ќе го опфатат. Него сега и во втората фаза нема дилема дека секој ден веќе мислам дека и најавено без оглед што реакциите на Украина, нели, претседателот нема да прифатиме без нас. Не, он е веќе најавено дека ќе се вклучат. Во втората фаза кога ќе почне првиот дел, кога ќе се договорат Соединетите американски држави и Русија да како ќе одат начално мировните преговори, веќе и ќе биде вклучени Украина, па и во втора следна фаза ќе бидат вклучени европските држави, посебно затоа што они ќе треба да го гарантираат тој мир и тука со своји сили. Да, Русија неколку пати спомнува, тоа го кажува и Сергеј Лавров, дека тие бараат сеопфатен пакет, бараат договор, велат не бараме примирие, туку договор кој потоа нема да изроди нова војна или нов конфликт. Бараат посеопфатен договор. Знаеме во минатото што бараше Русија, таа бараше престано ширење на НАТО, дури бараше и излегување од НАТО на сите земји кои се влезени после 1997 година, што е прилично малку веројатно или невозможно да се случи, но некаков нов безбедносна констелација во тој регион, особено во тој регион каде што Русија вели дека е руското влијание, тоа е Кавказот, можеби централно-азијските држави. Значи, тука, по моје мислење, видите, сега, ако претседателот Трамп и оваа администрација еве со состав, веројатно она практично погодува на руска страна, веројатно го исполнивме ние како НАТО, исполнивме мисијата, се доближивме до границите, влегува и Шведска и Финска и така НАТО, и веројатно мислат тоа, нема потреба повеќе додеме, бидејќи веќе се конфронтираме воено. Мисијата по големата на НАТО ја оствари со влегувањето на сите источноевропски држави и така НАТО, сега и со овие скандинавските, и величе застанеме тука, не ми треба војна. Доволно е таа зона, таа распределба на интересите Европа да ја одржуваме и да е руската страна согласна на тоа да не влегуваме во војна. Пазарењето или интересите мислам дека е поврзано и со нашиот регион. Јас сега размислувам, ако настанат негде поширок договор, бидејќи ова вака благонаклоно однесување на Соединетите американски држави кон Русија во старт, што беше критикувано од Европската унија, зашто одма велите ќе ги задржи територијата, нема Украина да влезе, зашто пред да почнат преговорите им давате, нели, предност, односно им велите ќе ви го прифатам тоа. Дали тоа, се прашувам, тоа попуштање, да го наречеме попуштање, сега ќе се бара од руската страна, па друго. Вред од оваа линија, од оваа страна што гледате во Европа, вие тогаш ќе прекинете да се мешате. Тоа е поврзано и со нашиот регион. Ќе прекинете и со субверзивни активности, и со влијание, Балканот, Романија, Бугарија, меко влијание, ќе прекинете, тие се во нашата зона на безбедност и прекинете тамо да не правите проблеми, бидејќи линијата е таа на разграничување, нема да се водиме војни, али не ни се мешате во позадината нас, кај нас да ни правите проблеми. Посебно, велиме и за Балканот, ќе збориме покасно. Мислам дека тука
дека Соединените американски држави ќе направат некој договор ако русите прифатат, веројатно ќе прифатат бидејќи им даде остапки во однос на Евена Украина. Да речат прекинете таму со суверзивни активности, влијанија, тоа е наша зона на безбедност бидејќи Европа е да преземе безбедноста, ќе ја преземе во Европските унија во Европа. Соединените американски на безбедносен план ќе бидат присутни на некој начин, а посебно им е битно да бидат присутни, а посебно па и на Балканот и ова сето што се случува со нивните војни бази од Полска, Романија, Бугарија и така натаму и Балканот. Тие дел може би да ги олабава да напушта дел, али не сите, бидејќи имат изградена инсталација кон Блискиот Исток и така натаму и тие ќе ги задржат. И тука веројатно ќе биде договорот не се мешајте повеќе. Таму бидејќи гледате како изгледа војничка смисла. Ако имате линија на разграничување што е поставена ова Црното море, Романија, Бугарија кон Русија. Еве нема да има војна, ќе се договори Русија ќе го прифати тоа. И сега ви овде во Балканот, во таа констелација воена е како една логистичка заднина на таа прва борбена линија или линија на разграничување. И никој не сака во заднината логистика да имате проблеми, да имате нерешени прашања, тензии или евентуално противникот или од друга страна да ви прави проблеми таму во логистика заднина каде што ви треба да ги развивате силите, да е логистиката, болниците, да го снабдувате фронтот. Никој не сака таму да имате ранлива точка, бидејќи во војничка смисла тоа е проблем. Ви не можете да одите таму да на првата линија да бидете силни ако во логистиката имате проблеми. Ме разбирате што сака да кажам. А тоа Балканот така се толку во безбедносна смисла. Добро, но видите вака, сега како што вие ова го опишувате, доколку излезе така, тогаш ние ќе имаме еден комплетно нов договор за една нова безбедносна архитектура, како што вие кажавте, после Втората светска војна, сосема една нова реалност. Бидејќи она што Русија го потенцира неколку пати е дека тие тврдат дека се на почетокот на 90-тите излажани за ширењето на НАТО, дека тогаш американската администрација им кажала дека нема да се шири и дека сега велат нема да прифатиме повторно таков договор, ќе бараме се да биде ставено на хартија. А доколку биде ставено на хартија сето ова, значи се работи за еден многу по-сеопфатен договор од само Украина, како што велите, тоа ќе значи една навистина еден огромен геополитички потрес, бидејќи ќе имаме нешто слично на договорите во Втората светска војна на Јалта, да речеме, нешто слично, бидејќи ќе имаме едно отцртување на една нова безбедносна архитектура за Европа. Така, мислам дека и американската страна ќе оди во таа насока, од друга страна мислам дека и на Русија одговара еден појак сеопфатен договор не само за Украина. И затоа што и они не се бесконечно воено јаки и да може да се исцрпуваат. Ова е исцрпувачки и за Русија, нели? Не се гледате таму се зборува дека и они веќе 400 милиарди долари одвојуваат за одбраната. Тоа се страшни 40% од БДП, од така се кажа. Така да и нив ги заморува ова и знаете веќе не можете вие војни, али мора да пак да задржите економијата основата и да се вратите на бизнисот и пазарите да функционира државата. Не е само да се троши за војни прашања. И плюс ако ви одговараат у таа констелација, таа поделба на интереси какви што се поделени, бидејќи Трамп велиме сите дека е трговец, па не е сега сигурно он толку наивен, ќе попуштам таму, што ќе добие? Па он така и настапува, гледате у политиката, сигурно ова нешто попуштил, па сега е прашањето што ќе добие он за тоа што попуштил? Или еве да издействува и за Европската унија, овој држави за Европа во тоа негово пазарење. Разбирате, во тоа пазарање на меѓународен политички план. Тука сега велам може да е прерано и преголемо да речеме чекајте која е едината тогаш на НАТО. Дали ова ќе се случи оно што го велиме на вистина да настане нека реорганизација на НАТО и создавање на некој иден почетни услови за создавање на некој европски одбранбен сојуз, а доколку Соединените американски држави стварно ја препуштат водечката улога. Тие ќе бидат присутни тука и понатамо, посебно со нуклеарната заштита, али гледате сега тука еве однос на Балканот, ако го сведеме ова што е кај нас интересно, јас кога го анализирав тоа, треба да го истакнеме ова. Тие нема да се повлечат скрос овде и не можат, бидејќи ако почнеме од Романија, еве Балканот само збориме, ние овде државите Босна, надолу, Бугарија, Македонија, Косово, Грција, Турција, во овој регион американските држави сега веќе имат преку 15-16 своји големи војни бази. Значи ги знаеме по државите, Украина имаше една, па затворена, во Романија се веќе многу се
strateški prisutni со 3 своји војни бази, во Бугарија со 3 војни бази, 1 логистички центар и 1 полигон со 5, во Грција со 5 војни бази минимум, Косово е тука уште нели присутно, ме разбирате, Албанија ова база на НАТО база и така натаму, се извинувам, тоа се 5-16 веќе војни бази и кога вели он да ќе ви оставиме вие за Европската, али овие инсталации на НАТО, на Соединените американски држави ќе останат, бидејќи тие се дел насочени и кон Блискиот исток и кон тој. Значи можеме да дојде, ќе видиме намалување, каде би исто погоре нели не спомнавме Полска исто е присутна со своји бази во Полска, во Чешка со противракетните системи. Мислите дека не треба да очекуваме дека Америка најавува повлекување на дел од своите војници, но не треба да очекуваме целосно повлекување? Не целосно, делом да. И гледате сега како луѓето реагираат или Европа што може да се случи ако за недела дена слушнеме Америка ќе обзани председател, ќе повлекуваме 20.000 војници од Европа. И одма веќе ја сватиме поинаку улогата. Чекај, ова на вистина оди во таа насока. А може да се случи тоа многу брзо. А и сега од каде ќе ги повлечете, тоа е друго. Имате во Германија доволно нели бази и луѓе кои се префрлени кон Источна Европа, можете од таму да намалувате, бидејќи поместена е, рековме, линијата на фронтот, па не мора толкави сили да стојат во Германија. Знаете дека таму беа најголемите сили и бази на Соединените американски држави. Сега е замислата тоа да биде Романија, Полска, Бугарија дел. Значи, во таа насока веројатно ќе одат работите и за она што го констатиравме, да го кажеме и што е факт, дека му требаат сили и средства да се пренесе тежиштето на Индо-Пацифискиот регион, бидејќи тоа е толкова пространство, таму имате на еден голем противник, Кина, противник, они го гледат како противник, каде што мора да парирате, односно тој доаѓа веќе полека ви парира. Јас не знам колку е познато, нели се повеќе веројатно ќе го анализираме Индо-Пацифичкиот регион како одат работите, како ќе го помештите за иштото Америка таму, али еве и сега веќе ако сте приметиле кои ги анализирал работите, веќе Америка работи на 2 одбрамбени островски линии визави Кина. И мапите се исцртани, бидејќи таму е тој, нели, океаните, морињата, па се користат островите и тие да држи да го избраните, да ги направите тие 2 прстени. Значи се направени, сега веќе се проектирани стратешки одбрамбени, еве да ги наречеме и одвраќање одбрамбени линии, островски одбрамбени линии. Првата линија одбрамбена поаѓа од доле на сртот на Јапонија, преку Тајван, преку Филипини, Малезискиот остров тука во тој дел. Тоа е првата островска одбрамбена линија визави Кина, а втората и се гради и втора одбрамбена на Пацификот, втора островска одбрамбена линија која поаѓа исто од Јапонија, од Токио, Гуам, големата стратешка војна база на Америка во Пацификот и доле се движи кон Нова Гвинеја и Австралија. Значи 2 одбрамбени островски линии кои треба да се, знаете кои се тоа задржат влијанието на Кина. Да, и линии кои се сега со сите тие партнери што треба да ги создаде, да ги гради. Ќе зборуваме за Кина, сакам да ве прашам уште нешто што е поврзано со Украина, тоа е прашањето за евентуални мировници после постанувањето на договор. Гледаме дека и тоа прашање се потегнува, кои би биле тие мировници, кои сили, кои земји. И Америка кажуваше, и Русија кажуваше, и Европската унија, очигледно британскиот премиер Стармер кажа дека тој би ставил британски војници на терен, би пратил boots on the ground. Што може да очекуваме од ова прашање? Бидејќи гледаме дека Русија се противи во принцип за европски држави, таа веројатно би сакала тоа да бидат трети така наречени држави од третиот свет кои се по-неутрални или можеби поблиски до Русија. Украина, од друга страна, апсолутно сака да бидат европски држави, кои се во исто време членки на НАТО, што е една компликација, ајде да речеме, во однос на Русија, но што би можело да се очекува на крајот? Тука е основно дека тоа ќе бидат европски сили и тука сега веќе имаме најави од Велика Британија, од Франција, од Германија и така натаму, док и други држави се нудат од скандинавските држави да пратат своји војни сили и бидејќи рековме тука ќе треба доста сили и средства. Рековме колку е линијата на зграчување, линијата на фронтот во Украина, преку 1200 километри. И сето тоа вие треба да го распоредите сили, да направите милитаризирана, демилитаризирана зона, тампон зона и така натаму, доста ќе треба средства. Можеби у следната фаза ќе бидат вклучени некои други поканети, овој трети држави што велите, ако има согласност од Европската унија, сега тоа е сензибилно за нив, нели има најави, Кина се нуди. И Кина се нуди да испрати своји мировници, али колку е тоа прифатливо за Европската унија, Украина веројатно нема многу да се буни, ќе бара таква гаранција, бидејќи она е тоа
основното барање да има безбедност и гаранција сите овие работи да не бидат повторно нападнати и така натаму. И во која насока ќе се развива нивната одбранбена и безбедносна, бидејќи сака да се развива кон Европа. Така да тука европските сили мислам дека ќе бидат присутни, можеби американците, Соединените американски држави ќе бидат присутни со некои своји специјалисти сили да бидат присутни, да наблюдуваат тука, али рекоа дека нема да поставуваат свој труп, и него некои своји експерти, специјалисти да бидат присутни. Тоа сега го очекуваме овие следни фази. Сега ако договорат начелен договор, еве денеска се состанати државниот секретар и Лавров во Ријад, па да обезбедуваат услови да се сретнат Трамп и Путин, и ако тие навистина ги стават да ги утврдат оквирите за постигнување на мир и некое покрупно мирно решение, тогаш и ќе ги вклучат и Европската унија и другите држави, и ќе веројатно ќе има тука ќе учествуваат и други сили, бидејќи ќе треба доста средства и сили. Јас би рекол само тука, гледате, една остана преска која зборевме, интересна работа за шокирањето после Микенската конференција, што беше многу интересно и чудно и значајно, и реакциите во Европската унија, зошто овие политики се така шокантни на председателот на Трамп, посебно во однос на европската одбрана. Видејќи кога рекоа, оне министер за одбрана, кога рече нема, вие забранете сами, ни нема да ве браниме повеќе и така натаму, поостро тоа го кажа, и малку беше стварно вистина шокантно, бидејќи има една друга специфика. Стратегијата, кога ја читав, стратегијата за национална безбедност на Соединените американски држави, последната од 2022 година, таа коментирав и минатиот пат. И таму експлицитно таа не е променета. Тоа е малку чудно, гледате се, обично секогаш кога ќе дојдат нови председатели, прво ќе сменат стратегијата па својата политика и тоа ќе биде официјално поминато у Конгресот и така натаму. Сега се случи обрат. Во постојната стратегија која е спротивна од овие политиките на Трамп што ги спроведува, а уште е важечка, таму стои во однос на цел свет го третира, и за Европа вели ќе останеме доследни на одбраната на Европската унија и поддршката на НАТО. Тоа се речените што стојат во стратегијата за национална безбедност од 2022 година. А од друга страна доаѓа председател Трамп со нова политика кој практично тоа го менува, а не е смената. И јас очекувам веројатно дека сега ќе им текне, али веројатно тоа го прави намерно, бидејќи она е процес да смените среди, ќе донесат веројатно нова стратегија за национална безбедност многу брзо, верувам можеби и до крај на годината, каде сето ова ќе го стават, бидејќи тоа треба да помине на Конгрес, таму да се одобри и така натаму. Али тоа е една специфика, бидејќи пред тоа секогаш се повикува, таму е се опишани односите со Кина, таму е наведено дека Кина во наредните 10 години е најголемата закана и таму треба да ги насочиме сите средства, тоа е опишано. Ајде, тоа остана. Али во изјави Европа, гледате како во однос на Европа каква промена се направи во однос на тој главен стратешки документ кој ги определува политиките, безбедносните политики на државата. Да, доколку направат нова стратегија, тоа ќе биде простор за нов шок, за нови шокирања, ќе биде интересно. Сакам уште едно прашање за Украина, за состојбата на теренот. Гледаме дека без разлика што сега најмногу се зборува за преговори, дека интензитетот на борбите не стимнува на некој начин, отприлика гледаме дека интензитетот е сличен, ако не е ист. Отприлика немаме големи поместувања реално во последните месеци на теренот, но гледаме дека се обидуваат двете страни да освојат уште нешто ако можат. Украинците се уште во Курск, не се, иако тамо Русија врати дел од територијата, сепак не успева целосно да ги истисне од Курск. Во источна Украина траат борбите, русите, интензитетот на напредувањето како да е намален, но се уште траат. Мислите ли дека еве во овие последни месеци, доколку навистина дојде до мировно решение, дека ќе се обидат двете страни да заграбат уште нешто, бидејќи знаеме дека тоа на крајот ќе влие во преговорите? Не сопирањето на непријателството на фронтот и продолжување на борбени дејства, не со тој така силен интензитет, али сепак ги има на линијата на разграничување фронтот и повторно ова со дроновите, тоа што е мачно и така натаму за едната и другата страна и уништување на стратешка инфраструктура, али на територијата мислам дека зошто се тие продолжувања, еве сега почнува преговори, па е мене логично, па и да исто гинат луѓе и продолжуваат борбените дејства. Мислам дека сега е тоа пазарењето околу заземење некоја територија која утре ќе биде пазар за враќање, односно русите мислам дека им одговара и на нив, ако освојат сега вам посебно пред овој градот што е клучен овде на крајот Петровска као клучен центар, за
условuje на украинците да се повлечат целосно од она коска што им остана русите во руска територија, од некој дел можеби русите да се повлечат и вамо на украинска територија, визави да се за регионот Курс да се повлечат украинците од тој дел, бидејќи за нив е веројатно неприфатливо никако да остана таму тој дел да го контролират русите. Можеби тука претпоставувам има таква нека математика, некој освоен дел овде во Украина, па да го остапат, а овие да се повлечат од тој дел за да им биде нив чиста таму работата и границата околу тој дел, бидејќи веројатно нема да го прифата тоа. Мислам дека е тоа можда намерата, али како идат преговорите и после ова мислам веќе тоа ќе стивнуваат и тука е. Тоа е уште во завршна фаза, мислам дека ќе одат тие колку и да одат уште месец дена до таа средба да кажеме меѓу Путин и Трамп, кога тоа веројатно ќе биде нелогично и политички и дипломатски да продолжат тогаш борбените дејства и да почне ова што се подготвува тој мировен план. Јас тука би рекол нешто нели сега ако одиме пак би се вратил малку на оваа политика на Соединетите американски држави и влијанието на нашиот регион, нели овде, ако имаме време во тој дел. Интересно е, него спомнавме, интересно е ова што се случува, гледаме, нели знаеме во Србија и така натаму, али нели со победата на Трамп и овие негови политики, целиот овој негов тим, гледаме јасно е дека и нивните настапи, она што него спомнавме и во Европа, што и смета посебно Европа, они се заговорници на некој начин и поддржуваат тие десните популистички партии. Така. Тоа го видовме во говорот и на подпредседателот на Михенската конференција. И сега тоа многу и смета на Европската унија, бидејќи гледаме тука дека се во подем, посебно тие десните, некој ги вика екстремно десни и така натаму, па и националистички или така натаму построги формулации, али оваа администрација малтене застана јавно да ги поддржува таквите политики и тоа очекуваме дека во Европа сега тие на некој начин добија ветар во грб и на следните избори практично ќе се зголемува влијанието на десните тие популистички партии во Европа. Не да не забораваме, ние сега оваа година во Европа имаме избори, имаме во Полска избори, сега Германија се изборите каде што баш беше насоката и нели обраќањето понатаму од овие европските држави има мислам Чешка избори, во Албанија ќе има парламентарни избори, така натаму со овие политики, овие настапи мислам дека тие на некој начин малку му дадоа и ветар на грб на тие десни популистички партии да можеби и да зајакнат, што на Европа и европската овие политичка констелација Европа не им одговара. И визави Балканот, го сеќавате, беше никој тога не го анализиравме добро ова што се случува во Србија, писмото од Трамп до Вучич. Јас баш ги анализирав добро што е напишано, тоа е многу интересно и кажува некоја порака, го извадов, тука сакав да го потенцираме тоа, каде што, саба се извинувам вели, во последниот пасус од председателот Трамп кој му се обраќа во оваа констелација и проблеми што ги има Вучич во Србија и со нели зголемена граѓански немири така натаму незадоволство. Вели, сад целосно ја поддржува континуираната интеграција на Србија во евроатлантскиот простор. И се радуваме со заеднички напори да продолжиме да напредуваме со работката. Ова ние знаеме како беше политиката, каква е политиката на нашиот сосед и пријател Србија во однос на тоа игра, ако би не балансира. А гледате сега овде каква порака он добива и нели после тоа видите и сега и неговиот настап малку доби сила и енергија да се бори против тоа зголемено незадоволство, го сватија они како поддршка и така натаму да опстане. И мислам дека тоа ќе влие и во таа насока е ова кога реков по крупното пазарење или решавање на односите меѓу Соединетите американски и Русија во смислу геостратешко позиционирање, како реков и Балканот можеби ќе се однесува и на Србија. Значи, во таа насока, вред, ова ви попуштаме, овде прекинете да се мешате, овие се вамо интегрирани во наша безбедност, па се однесува и на Србија. Полека вртете кормилото наам од Србија, ќе си оди кон тие евроатлантски интеграции, вие одржувајте си врски, било какви пријателски све, али влијанието нема да биде да не биде такво, бидејќи тие се во нашата зона на безбедност и одговорност. Да, има ли опасност за Балканот, доколку бидеме оставени во некаков безбедносен вакуум во оваа ситуација? Особено доколку американците се повлечат од Балканот и со трупи и со влијание. Значи не знаеме дали тоа ќе се случи, дали тоа ќе биде така направено, и вие анализирате, ми се чини дека не мислите дека тоа ќе биде баш така, но постои ли сепак една опасност за Балканот како нестабилно подрачје? Познати сме дека секоја држава со секоја има некакви
историски конфликти, историски недоразбирања, дека сме буре барод, нели, онака пежоративно кажано. Постои ли опасност доколку има безбедносен вакуум? Значи, мислам дека во безбедносна смисла, без колку луѓето го перципираат. Сега ние лоше кога збориме безбедност војска, па тоа е добро за регионот. Да, за жал така е, мора да има и безбедност и војска, без оглед што тоа асоцира на војни или конфликти. И во однос на Европа, доека се консолидира Европа, за нас е добро на овој регионот тоа америчко присуство, посебно со овие 16 бази, каде што војни бази во целиот овој регион и тоа нема да се повлече така брзо, бидејќи тие се во функции на нешто друго и Блискиот Исток и така натаму. Значи, тоа е гаранција дека тие ќе бидат во безбедносен смисла, посебно и на Балканот, присетно и преку овие 15 војни бази што ги реков од Романија па надолу, и додека Европа се постави и да постави таа нова одбранбена структура, да ја изгради и така натаму. Ова се типично НАТО, односно американски бази, каде што НАТО ги користеше он, практично се средствата се на Америка. Тоа е на некој начин гарант за продолжување на безбедностното присуство на Америка во овој регион, додека можеби ете за 4, 5, 8, 10 години Европа си презеде таа одговорност и изгради таква констелација и такви капацитети. Тоа е доброто. Тоа е доброто во безбедносна смисла. Ако се издоговорат и со Русија за тоа интересите и зоните до кои каде може да делува, тогаш веруваме дека тоа ќе влие стабилизирачки за овој регион во безбедносна смисла. Да, има една друга, ајде да речеме условно кажана, опасност од начинот на политиката која води Трамп, особено за малите земји. Сега, не мора да значи опасност де факто, но знаеме дека он води една директна политика која е, ајде да речеме, не знам и дали е морков и стап, дали е само стап без морков, но без разлика, каде што тој директно ги кажува своите работи. Сега ме подсетивте, тоа е, само ќе ви додам, рековте морков, баш и тоа јас го сакав да го кажеме, политика на морков и стап, ама некако морковот малку не се ни гледа, повеќе повеќе стап. Е така. И сега он ви вели, слушајте, треба да направите ова и ова и ова и толку, и не ме интересира, направете го ова. Значи, еве за Македонија да го земеме примерот. Бидејќи знаеме дека за време на минатата администрација на претседател Трамп, тука се случува прилично бурни работи кај нас. Може ли да се случи сега доколку американска администрација каже добро, еве Европа прави безбедносна инфраструктура, вие велите постигне некаков договор со Русија за немешање тука, да го стабилизира Балканот и да почне да им кажува на државите една по една, вие ова, ајде да ја помогнеме малце на Европа, ба на нас се знае што ќе ни кажат. Ајде брзо менувајте уставот, ставајте тоа бугари таму и да не ве слушам веќе, ајде. Можеме ли да очекуваме еден таков пристап? Тоа се пак велиме, гледате, тоа се веќе политички безбедности прашања наметнувате. Значи тука јас реков дека се они експлицитни и ова што го реков за Северните американски држави го ценам, во безбедносен план така ќе одат. Али ова сега веќе политичко прашање каде што жал кај нас влие Европската унија. Колку тие ќе сакаат американците да го мешаат безбедносните и политичките прашања, не знам, не сум сигурен. Јас минатиот пат еднаш и кажав во визави Бугарија што се случува во однос дека да они гледаат дека е тоа нереално она што го прави кон нас, али бидејќи на некој начин им се поблизок и покорисен безбедносен партнер, па не сакаат да ги притискаат. Они велат, немојте да го злоупотребувате стратешкото партнерство на безбедносен план со нас, за да наметнувате и национални и на други прашања со државите партнери во регионот. Тоа им го имат кажано, али не ги притискаат да не го прават. Па ја би очекувал можеби баш обратно притисокот од Соединетите американски држави, бидејќи овие големи инсталации бази они што го имаат, тие коштаат тука и они тоа ќе го штитат и ќе им речат или на Бугарија или Романија, во случајот со Бугарија кај нас, прекинете со тоа, значи да задржиме безбедноста, не наметнувајте национални повеќе прашања и така натаму, бидејќи посебно што не е закана за никого. Може да оди во обратна насока, не само да не притискаат и нас, али тоа ќе остави времето. А за Европа не сум сигурен доволно, бидејќи до сега гледаме како е политичкиот став на Европа во врска со тоа штитењето на своите членки, веројатно секогаш се сведува на тоа дека ние другите што сме претенденти мораме да попуштиме да правиме компромис до сега. Дали ќе се избори сега претседателот, премиерот, еве овие сите напори што ги прави новата власт во Европа и кон американската администрација, тоа да го смени ова што го збориме, да добиеме поддршка, да им се каже и на бугарите и така натаму, доста прекинете, партнери сте стратешки, ни требате и безбедносно, али немојте да наметнувате национални прашања, повеќе нема логика, нема смисла тоа. Тоа ќе го види, ќе го покаже времето. Јас би очекувал, би сакал така да оди, да не биде притисокот на нас.
него да биде на нив. Сите ние би сакале да биде така, се Па, разбирам, но на политички план велам дека не очекувам тоа од Европската унија дека ќе го направи, па и да свати безбедноста поинако, а за Соединените американски држави мислам и дека го има тоа правено зад официјални канали, дека го имат кажано, бидејќи е нелогично, они гледаат од страна дека е тоа малку и нелогично, али не притискаат да овие да го прифатат. За сега не притискаат. Но знаете како многу експерти во минатото велеа доколку дојде да се кршат копијата за тоа кој има поголем интерес од кого, дека секогаш тоа за жал ќе биде по наш грб, бидејќи Бугарија е поголем партнер, поголем интерес. Па затоа се има повеќе од нас. Ве разбираме, ама не ги притискаат да го сменат тоа, затоа што во моментот безбедносно им се покорисни, тие се таму поблиску до линијата разграничување, ние сме малку во логистиката, во заднината, знаете, тоа е проблемот. Да. Мислите ли дека ќе има, еве за крај, последно прашање, кога сме кај регионот, некаква промена во односот помеѓу Србија и Косово, бидејќи гледаме сега има еден негативен однос на американската администрација кон косовскиот премиер Курти, особено на Ричард Гренал, кој упати директни и подиректни не може да бидат пораки кон Курти, дека тој не го зближува Косово со Америка, туку го оддалечува, дека нема добри односи со него, дека така било и со претходната администрација, и со оваа, дека тука нема што многу да се очекува. Може ли да има некаква промена тука на американскиот став по целото ова прашање? Специјалниот представник на председателот визави овде, не сега е специјален представник, порано беше за Косово и Србија, сега е општо специјален пратеник. Тоа го кажа тоа е во однос на премиерот на Косово, ние тоа го коментирав овде неколку пати и јас го зборував дека и тој дека игра некоректно, ненајавено, не се координира со меѓународната заедница и веќе сега тоа експлицитно му го кажа и тоа му го кажа малце поболно пред самите избори, за да му влие, веројатно му влијаело на некое столче во парламентот, таа изјава сигурно. Али гледате сега тука еден веш маневар пак и од Косово треба да го приметиме. Курти беше тако како што е, составовите остана за да веројатно проценил така ќе ги добие гласовите, али паралелно дали не приметивме председателката на Косово без оглед на какви се нејзините ингеренции цело ова време и текако да ги градеше односите со американски држави, отиде таму во посета, се види овде на конференцијата во Париз со американски представници и така натаму. Се слика со Трамп. Значи, она имаше интензивна дипломатска активност со ова нова администрација на САД, како еве и што работи кај нас и премиерот и тимот негов, со овие посети сегде, тоа истото го правише и председателката на Косово. Значи, тие као и да малку и се паметно се договore, Курти е тој како што е не попушта, му требаат гласачите тука, веројатно мисли така го поддржуваат, а председателката на Косово отеше и градеше односите со новата администрација на САД и тоа е издејство и ова сега нели гледате писмо, па исто и за нив честитката од Трамп за Косово за независноста, видевте тоа пак е респект, почитување, дипломатски смисол, им пратија нели директно честитка од Соединените американски за и со пораки да се продолжи понатаму развивање односите и така натаму. Сега го добија, тоа беше пред некој ден, нели? Да. Така да тука има таа една dimenzија без оглед што сега тука е малце кај нив сложена ситуацијата со гласовите, нестабилна влада, ќе треба да коалицира тука како и во Бугарија или во други држави некои партии кои не е типично да се работуваат ако сакаат да состават влада, уште е таму отворено прашањето дали ќе успеат да состават влада или тоа ќе се оди на некои избори, нови избори така натаму. Ако некој решил или администрацијата Курти не ни треба повеќе, не е играчот, па можеби нема да се формира влада, па ќе мора да одат на други избори, тога ќе малку повеќе добие некој друг што ќе може да формира, нели, ако веќе сака така да играме, нели. Бидејќи али они сега експлицитно најавуваат новата администрација, вели нема со тоа повеќе се занимаваме, знаете, најавите нема да работиме такви работи, нели, председателот Трамп рече, посебно со тоа поништувањето на тие ефекти од таа длабока држава каде што може да влијаете во други држави кои ќе води и како на изборите. Секој случај на безбедносен план е добро што и мора Соединените американски не може да така брзо и да сакаат да се повлечат овој регион со ова присуство воено изградени инсталации кои се заднија 10-15 години градени овие бази. Се знаете најавите во Романија од оние 3-4 бази неголеми, таа едната база близу Констанца се предвидува да биде нов Рамштајн, каде што $2 милиарди беа предвидени да се вложат да биде новата најголема база на Америка во Европа.
Не верувам дека они, бидејќи таа е поврзана не само кон Русија и Црното море, Блискиот исток и така натаму со такви капацитети за тој цел. Значи они нема тоа да се повлечат така лесно сега и да смена цела таа безбедносна стратегија. Ќе намалуваат негде на друго место, во друга ексалација. Значи на Балканот во безбедносен смисол, мислам дека тие ќе бидат и понатаму тука и ќе ни овозможат таа транзиција. Сега е прашање како Европа тоа ќе го прифати тој чекор и каков ние бенефит ќе имаме тоа да се сите овие држави од регионот што подобро да се вклопиме во таа структура. Да, добро. Господине Кузманов, ви благодарам за оваа анализа. Се разбира, остануваме да следиме, ќе видиме како ќе се развиваат работите, па за некое време ќе направиме повторно пресек. Благодарам за поканата, али како одат работите, че има пак нови настани и случувања кои бараат да подлабока анализа и да се огледаме што тоа се случува меѓу редови. Се разбира. Ви благодарам уште еднаш. Со ова го завршуваме првиот дел на емисијата. Одеме сега со една кратка пауза и продолжуваме со професорот Гаревски за земјотресите кои го тресат регионот. Што значи тоа, што може да очекуваме?